Грин-аут е нус производ што се деси од легијата. Јас тоа не се споивме така природно. Ја во тие година и пол сработев 2,5 години, затоа што морав да научам и морав да стекнам искуство за да можам да бидам добар во тоа што го работам. Почнав мете лебови, месеници, ја качив едно 25 кила што после ги симнав. Добро. Од матичните клетки, со одреден начин од гледување, вие може да му дадете правец кон што да се развива и да добиете од тие клетки. Мускулно ткиво, колаген, масно ткиво и така они сега почнаа да произведуваат месо. Тој да правиш за еден месец ќе ослабеш 30 килограми. Тоа апсолутно не е можно. Авиобилет за европска дестинација ќе добие еден од вас, а се што треба да направите е да ги пишете во коментар омилените говорници и европската дестинација која сакате да ја посетите. Доколку ви се допаѓа Што го врти светот, стиснете subscribe и like. Што го врти светот? Веројатно парите. Добра, ова баш како одготвач го не го очекував, не се зезам. И секако треба да се лажеме, ќе кажам многу други работи, така љубов, да, но нема врска на крајот од денот. Кај да вртиш, ќе доеш до таа врата пари што пишува, не се. Добро, затоа што тука зборуваме често за парите и за тоа како добро може да се искористат. Мене ми се свиѓа одговорот, плюс и нели подтекстот на Што го врти светот или what makes the world go round. Што и да тргнеш да правиш, покрај тоа што треба, нели, љубов, за све треба љубов, Да. треба здравје, така за можеш нешто да направиш, ама пак завршуваме на делот кај што се вика пари. Така е. Ништо не можеш да направиш без пари, у принцип. И за хедонизам. За хедонизам е главно, да ти имаш, Ти да треба. можеш си дозволиш хедонизам, така. Сега ти ја гледав една од епизодите на хедонизам со Фичо што почна да оди на МТВ и од тука некои од прашањава ми дојдоа како, да кажеме, некоја мотивација. Ќе ти поставам неколку кратки прашања и да ми дадеш одговор со еден збор. Едве чекам. Сарма, од зелка или од лозов лист? Лозов лист. Добра. Кој е за вакуина, маж или жена? Двајца. Fine dine или street food? Fine dine. Добро. И готвење вакуина дома или вакуина во маџа? Кој на омача? На МТВ. Јас гледав една епизода и интересно ми е Една беше... има до сега, таа се сега Да, беше, таа сум ја гледала, добро, супер. Патуваме во неодоливиот свет на вкусовите. Микс од мириси, традиција и култура. Ве носиме на незаборавни патувања со Фичо и пријателите на превкусната македонска храна. Ексклузивно на македонската телевизија. Концептот е сличен како оние патувачки или уживателски шоа што ги гледаме и низ светов и баш така изгледа. Концептот не е нешто револуционерно, не е нешто ново и не ни баравме да биде нешто револуционерно и ново, едноставно продукцијата која што стои позади проектов дојде кај мене со една идеја која што и претходно сум имал обиди и искачало, не искачало. Пак во принцип доаѓаме до моментот на ти можеш све да снимиш и да направиш, треба да се најде некој што ќе ти подаде рака и ги рече, окей, ај ова да го емитуваме на оваа телевизија или овој канал. Треба да имаш поддршка во секој случај. Значи треба некој да верува во проект, да го види така еден пилот или да го прочита како сценарио еден пилот, да го види и да ти рече, ајде, доаѓај, ајде да пробаме. Знаеш, у принцип е на почетокот све ајде да пробаме да видиме, па ќе видиме како тоа ќе тера. Значи не е некој револуционерен концепт, тој постои, глупо е да се споредуваме со било кој, се од ова што ние го правиме посебен постои. на свој начин, ама сакам да кажам, го има на ниво што сме навикнати веќе да го гледаме кај светските продукции, Па каде се што трудиме. Значи уживаш во храната, па потоа ја готвиш и така натаму, мене ми се допаѓа тој пристап. супер, моментот што е, концептот е едноставен, значи шетаме по Македонија, шетаме по различни градови, шетаме по ресторани, кафани, пекари, сладкарници, да видиме што го одликува градот од хедонистичка гледна точка. Ако треба да се напиеме вино, пиеме вино, значи
различни специјалитети, не оние што ги јадеме кога ќе седнеме у кафана, пример, снимавме у Велес, тек ќе искочи емисија и јадевме различни внатрешни органи. Има кафанче во Велес кои што са многу луѓе, ја обожавам. Па знам сите мене ми е лепота што се готват, джигери, че ги сакаат, мозоци, јазици, ама толку добро ги спремаат луѓето да ако не ти кажам што е, ќе побараш уште едно. И сега луѓево, знаеш, сите како можеш да го кажеш тоа, многу е добро. Знаеш колку се вкусни, многу добри, многу се вкусни, све е направено перфектно. И сега рачуне тоа кафанче постои 40-50 години. И никој до сега не го снимил, мислам, тоа не е нешто ресторан, не е тоа некој угледна ресторан направено, инвестирано, не. Значи тоа е направено за душа, човекот што си е собственик и работи, и син му работи, и они се внесени у тоа, нив им е бизнис, они од тоа живеат, али тоа го прават многу добро. Викам, ние овие луѓе треба ги покажеме. Апсолутно. Чуне, он продава, Па не знам, Ентони јагнешки Борден мозок. каде одеше? На такви места кај што е кор да го пробаш Што нешто. зборевме пред да почнеме со емисијава, така правиш дома, рачуне сега ти дома правиш добар јагнешки мозок, знаеш да го спремиш. Рачуне он дека го има во мени. Рачуне он колку мозоци му требаат во денот за да може да го стави тоа во мени. А реално е тоа калорична храна, сега во мали количини, масна е многу, јед здрава, е супер, али во одредена мерка. Не можеш да се пријадеш ти од таа храна. Можеш, ќе ти биде тешко. Тешко сварлива храна. Така. Интересно ми е дека ги наоѓаш таквите места и секогаш сум се прашувала, знам дека така и Ентони Борден ни зборувал за тоа, дека луѓе му пристапуваат и така натаму го викаат каде треба да отиде, секогаш има контакт точка во местото каде што оди. Како ги наоѓаш овие места? Од ти што си патувал претходно па си пробувал или бараш локалец па ти кажа многу е каде? различно, скроз различен концепт е тоа што го правеше Ентони Борден, односно да снимаш надвор од матичната држава, е многу посложено. Тоа што ти треба човек у бизнисот со снимање се викаат фиксери. Ти треба фиксер, пример, ако одиш у Камбоџа да речеме, ти треба фиксер, тоа е најчесто локалец кој што е хедонист, зборам ако снимаме за готвење, тој е хедонист, ги познава луѓето, него го познаваат, за да немаш проблеми, ти мораш да земеш човек кој што е локалец, кој што луѓето го знаат. И кај да тропне му се отвараат вратите. И тие фиксери чинат доста пари. Значи, кога снимаш во странство, дури во Србија да отидеш, рачуне треба да снимаш во Белград, ти мораш да имаш локалец. Белград е огромен, така. Така е. И се ти како знаеш дека, мислам, ние ги знаеме, ајде, рестораните, кафаните, ми ги знаеме тие најпознатите. Сигурно има таму некое мало, некое кафанче кај што и тоа работи со години, ама едноставно не се развил да инвестира €1.000.000 локал, него си работи како на времето и луѓе му доаѓаат. И е квалитетно јадењето. И тоа е интересно и да се тој сними. тоа е интересно да се сними. И сега, тој да го најдеш, ти треба фиксер локалец. Да. И така функционира. Тоа е единствениот начин да можеш да снимаш во странство. Сега, од друга страна, наша емисија е само за Македонија. Ние у Македонија, у принцип, сме малку луѓе, горе-доле сите се познаваме, у секој град имаме пријатели, така? Така. Кај да размислиш сега, кај да ми каже, ќе најдам некој човек што го знам локал. И што е Ќе се, хедонист. ако не го знам, ја го знам некој што го знае тој што Добре. знае што има кај има. Во принцип, градовите надвор од Скопје нема толку многу различни гостителски објекти. Значи, обично се десетина што функционираат и тие ги знаат сите. И ете така по некој скриено локалче. Пример е интересно, сакаме во секоја емисија да вметнеме по една сладкарница. Знаеш дека нема секој град сладкарница? Нема, ние правиме истражување, дека нема. знам. Затоа што имав интересно искуство во Берово, кај што едно дете викаше јас сакам да научам како да правам торти, па му вика ајде што ќе учиш на тоа вештини како да правиш торти за машко дете и он вика па може тоа сакам, не сакам информатика во Paint да цртам, сакам торти. И баш тогаш размислував дека многу од тие места околу немаат кој да им прави убави торти. На пример. Они имаат, види, торти, у принцип, домакинките ги дома, да, и се они си развиле некои... Си ги препродаваат, да, си ги препродаваат и тоа иде, ајде, да кажеме, на црно. Шо, како ти кажам, не можеш да го спречиш. Не. Знаеме дека постои, сите знаеме дека постои, не може да го спречиме и тоа ете функционира до негде. Има луѓе кои што си го почитуваат, тоа и си купуваат на тој начин. Мене ми е преризично, лично не купувам никогаш така. Сакам да има фирма што ќе ми гарантира за стандарди и квалитет и така натаму, нели? Зашто и плаќаме
тоа да постои и сакам да поддржувам мали бизниси. Значи човек што инвестирал у нешто и се труди да прави нешто, ако можам да го поддржам, ќе го поддржам. Значи секогаш ми е прво да видам ако може некој да се подгурне, да му се помогне и така натаму. Пак едам, значи, снимање низ Македонија, нас не ни е толку тешко, иако е сложено, не е едноставно. Многу кај нас имаме проблем што луѓето не ќе да се снимаат. Значи, он Леле, работи, знам. да, имаш Знам. проблем. Не сакам, Сум ајде, го сега ме... имала. Знаеш зашто мислам? Мислам дека ќе им направиме проблем. Што Аха. ќе се појдете, ајде сега не ми е тука мене ова за снимање, ви у принцип ја не сакам да покажам дека е негде лошо, ја сакам да покажам добрите страни. Секако. И сега они мислат дека ќе видат, па ќе ми направиш проблеми, па ќе ми доаѓаат инспекции. Абе не ми е мене тоа поентата. Ја не ти снимам не Ама ти и не само снимам тоа, ние не да сме ти на- покажам лошо, Да, да ти донесам неуспех. И тука имаме проблем. Тоа е голем Снимајте се. проблем. Голем Поддршка сите да се снимаат. Не мислам дека ние како народ сме такви како повлечени кјути да не Трај се кажеш, вика на ведната трај глава си, не ја сече доста, сабја, како беше тоа. Значи тоа кај луѓето веруваат во тоа. Еве бевме снимавме Куманово. Многу голем проблем е тоа што луѓето не сакаат да излезат сакаат, пред да, камера, се да. плашат како да е нешто крај на да, свет, да. а всушност можеби некој друг ќе научи од нив или ќе слушне или ќе се испромовираат. Има кај нас има некој Не може има минус. бариера некоја дефинитивно. Има. Например, снимаме у Куманово и имаш ситуација на многу добро кафанче, такво не е угледно, ама храната е врв и постоја 30-40 години. Како што треба. Да, значи се е како што треба и многу интересен концепт, значи немаш ти таму меню и бираш. Што сготвила тетката дента, тоа е. Ја така сакам да не мислам. И да Ама ја нема, она не ти дава избор. Значи, она вика, денеска има дроп, сарма и сарма од лозов лист, сега на памет спорам, и тоа ти е дента. Знаеш, има турлита, тоа е денеска, тоа се јаде и тоа е супер, разбираш, многу е добро, ептене, непосредно е, многу е кул за мене. Јас сам тоа го снимам, пошто стварно е добро. И кумановци идат таму, реално. Не бе, запнаже, не може да снимате тука. Не ми треба мене реклама, ама не ти викам ја реклама, не Да. ти продавам реклама со тоа што ќе те снимам. Јас сакам да те покажам луѓето да видат какви места добри постојат. А не, овде не е за снимање, нема музика, нема ништо штама. Многу интересно, разбираш. Баш као гостилница, као на времето. У Шпанија имаше такви локали, и нема музика, луѓето се тука муаве да си направат, да къснат нешто и тоа е. Јаде бега, чаша вино си оди. Не Сличен знам концепт, зошто. само македонски направен, многу интересно. Предобро е тоа. Нема ти вика, не може, сакам. снимаш и готови, кај нема објаснување. Знаеш, дури онака на занци викаме, ќе ти дајме 100 евра, снимаме. Па какви 100 евра, вика Гитлер. Што го врти светот? Па е, ова, искреност е вистината, не може ништо друго да го сврти светот, освен тоа. Знаеш, луѓето сакаат поише да живеат у свој свет, онда освен они никој друг. Добро, значи самите ние си го Па вртиме. така е. Ке ти поставам сега неколку прашања, искрено да ми одговориш. Искрено, апсолутно. Рап или трап? Рап. Карате или кендо? Уф, мислам, сакам премногу карате, ама кендо. Ерика Баду или Баду Бар? Не може едното без другото, баду бар. Добро. И Страйк или Гоца? Се чекаше нешто овако. Да бев на Drink Champs, некој знаат што е, некој нека проверат, ти кога не можеш да се одлучиш помеѓу двајца пиеш така да ќе се напијам вода. Да. Извини, тука само вода Двајцата. нудиме, додека немаме спонзор од некоја друга индустрија. Види, Страйк и Гоце ми се number one двајцата, така да не би избрал помеѓу нив. Сега често и настапувате заедно, Така. ама еве и во твојот случај, па и во нивните, кога и да се бара карта, такво нешто не постои. Значи, не знам, во една секунда се продаваат. Јас сум била во ситуација со врски преку тебе, еден, друг, трет, да бараме карта, плюс да ја купиме, не гратис, значи. Да. И нема. И сакав да те прашам уште на самиот почеток, каков е тој однос со публиката, да до тој степен те почитува, да секогаш е спремна да си купи карта за твој настап, да те поддржи и слично. Конкретно, ќе ги издвоам двата концерти на прво на Страйк што се случи, мислам дека 2019 е мојот беше следната година, из период беа, би ги издвоил тие два, пошто беа соло концерти, мој и негов,
во Скопје, нашиот роден град, после долго време и после издадени албуми, што е веќе распродајано у старт. Мене ако ме прашаш, луѓето долго време чекаа да не слушнат и се случи што се случи, МКЦ е место колку луѓе собира толку, се распродадаа концертите, многу ми е жал за тие што не стигнаа до карти. Не сме тип на бендови или не е таков тип на организација да правиш уште еден концерт, плюс бевме во склоп на фестивал што мора да се спомне. Логин ни ја дае таа можност, морам да го поздравам човекот, пошто ни излегол пресред. Мислам, поштува, така да чувството е многу добро, пошто не знам, нема нешто боле од тоа да настапуваш пред публика, особено пред твоја публика во твој роден град. Нема боле чувство, искрено. Доказот за тоа што е распродадено не е само еден концерт, туку е константно све што се дешава на повеќе места. Концертот е некако официализиран настан, нели, соло концерт и треба да биде, али секде кај што сме настапували и по помали места и надвор од Скопје и било каде, е малтене распродадено, веќе го кажам у наводници, пошто нема да бидам скромен, да, распродадено е. И тоа докажува дека луѓе во уште слушаат. Сега имаме настап у Виница, например. Последен пат настапувавме у Виница на фестивал Слободна зона, не знам пред колку време, со Гринаут и со Легијата. И сега сме пак таму и мене ми е многу кеф, пошто уште има луѓе што слушаат, човече, ме сваѓа, значи ние правиме музика од 2003-2004 константно. Тоа е многу долго време, се смениле генерации и кога ќе ти кажат дека ти е sold out концертот 2 недели пред да почне, искрено нема боле чувство. Сега ти ми кажа дека се консултираш во оваа насока со луѓе каде да одиш, што тие што ти се публика, дека имаш контакт физички со нив редовен, не е тоа social media followers само, туку не, јас сум човек што публика. Така, извини. Јас секогаш се врзувам со луѓето. Мислам, сум не широко град, туку друже љубив, најпросто кажано. И каде и да одам, не сум човек што доаѓа само на настапот, па си оди, не го гледаат, не се слика, туку се сум буквално, да, туку сум буквално исто како сите нив. Таа љубов што ја даваат, тоа мислам луѓето не можат да сватат каква е таа љубов што ти ја даваат фановите. Кој си сега ти некој толку многу да те поштува? Ме разбираш што сакам да ти кажам? И кога некој ти ја дава таа почит, гледам сегде каде што сум бил во Македонија, да им ја вратам на сите луѓе. И па само така веројатно можеш да добиваш. И се зближувам со многу луѓе баш ради тоа, пошто сум лик што сака да се дружи, уживам додека настапувам и тоа ми е едноставно еден целовечерна уживанција и запознање нови луѓе. Супер, сега во Виница е следното, а албум Виница, да. Кога? Албум март или април, мај, евентуално овој пат малце ми се измрдаа стварите, обично вадам албум во март, све ми до сега што сум извадил било во март. Не знам зашто, не е поврзано ништо ни со месец, ни со дата, али така почна и викам, окей, нека иде така, луда марта. Март, април, да, сигурно нов албум, скоро е готов, има 10 песни до сега, кои што со Гоце треба да ги досредиме. Моментално исто имам нов сингл кој што е направен за еден нов филм, ако смеам да кажам. Да. Да, излага нов филм на Димитар Оровчанец. Се вика Уби ги прво децата, малце насловот звучи, нели? Ама нема врска со овакво, ете ќе кажам. Филмот е многу добар, скопски и има песна од Легијата, има моја песна што е искрено многу кул да те стават на да има твоја музика на филм. Е окей, и тоа би го преснал као ствари што излагаат во скоро време. Исто филмот излага тој период околу албумот, затоа и го спомнувам. Ќе го гледаме и филмот да, и синглот излезе исто така со видео, така да тоа е нешто што краток спој се вика песната, потполна продукција на Гоце, текст изведба моја и тоа е тоа. Албумот со Гоце исто така и генерално треба да ве следат за да знаат што правите, каде сте и слично. Многу ми беше интересно нешто followers, такви ствари, преескам, мислам. Да, дека не се работи за followers, тие луѓе кои што ја следат твојата музика, тоа не се луѓе кои што само така те следат, туку станува збор за активна публика која што е спремна да дојде таму каде што си. И мене, например, тоа ми беше интересно, затоа што баш и пред некое време со фитнес тренери разговаравме и они си имаат како заедница нивна која што континуирано ги следи што прават, придонесува, комуницира со нив и физички, и онлайн, и на секој друг начин. Така што интересно ми е дека тоа followers, бројката сама по себе ништо не значи, дека тоа не се работи сепак за публика. Па не значи уопште, мислам, особено тука кај нас, може значи
за ситни работи, не знам како да ти кажам, ќе ти помогнат, нешто ќе ти Соработка дадат, нешто ќе се деси, некоја соработка, да, кул е тоа све, ама колку може да биде тоа. Али тоа му го викам, мислам, правам муавет и со другариве да тргнеш од да не зборам за себе. Пример, ќе спомнаме Гоца Страйк, нема потреба он да има followers, он да тргне од Ѓорча до Лисиче. Да. На секој 10 метра ќе го застанува по еден човек. Значи тоа се правите followers во животот. Прави концерт распродаден, ете ги followersите. Те слушаат, ете ти ги followersите, немаш потреба да... Социјалните медиуми се неопходни, затоа што нема друг начин сега ти како да пристапиш до нив. Не викам дека се лоши, далеку од тоа се супер, ама ако ги користиш на оној нормален начин. Сега пошто све се извитоперува и оди у крајност, нормално и тоа да отиде, така да кој до кај ќе стигне и кој колку ќе има потреба од тоа. Па веројатно и тоа избор и можеш да го користиш. Јас тоа зборувам често за технологијата, се вика добра или лоша. Значи средство е како и парите, можеш да ги искористиш за најдобра работа. Водата е лоша ако испиеш 3 литра во 20 минути, така да. Да. Добро, ти вака како спортист може повеќе ги разбираш тие работи. Јас вода 3 литра не знам дали сум испила и дали ќе биде лоша, ама интересно ми е дека ти важиш, и тоа е нешто што го нема онлайн, значи тоа ми каже дека најдобрите фристайл моменти ги нема онлайн, а важиш дека си најдобар во фристайл, нека ми опрости некој ако мисли дека е подобар или нека дојде, ама генерално така важи. Сега се подготвуваш ли за тоа? Сум слушнала дека ти кажуваат, не знам, збор или нешто и се надоврзуваш. Тоа е целата поента на фристайлот. Нема тука подготовка, едноставно е фристайл. Мене ми е фристайлот света работа, тие што ми се блиски, не зборам од рап кругот, луѓето што ми се блиски во животот знаат мене што ми е фристайлот. И знаат каков начин и каква алатка е фристайлот кога сме ние во друштво. И тоа станува легенда помеѓу луѓе и се шири и одиш вамо, одиш тамо, слушаш други како рецитираат и се врзува причата. Тоа е некој вид на дарба, пошто ја тоа го правам од многу помал. И пишувам од помал, и спојувам рими од помал. Дури и тоа е подготовката цело време што пишуваш. Имам една работа што ми се дешава од дете, подсвесно во сон читам работи, не знам колку и да ви звучи на вас чудно, неповрзани работи, не знам колку пати у сон ви се случило неповрзани, сонот, неповрзани работи се случува, само кај мене е како е некој вид на, замисли си го као крстозбор, таков е, у тој формат и јас читам ствари, читам зборови, како сега седам тука, квака, дај ми вода, знаеш, она глупи работи, тоа подсвест ми се случува од дете, и ја некако си мислам дека е поврзано со од што цело време у рими и размислувам и рецитирам и правам, дека и веќе ми е влезено и... А сега Керка ти рецитира понекогаш? Керка ми рецитира, да, и тоа си ги она прави ремикси на песните што ги мај наполни 2, значи сега има 2 години и колку 5-6 месеци. И рецитира. Не рецитира, ама си прави ремикси на песните што и се убави. Тоа најчесто пред спиење, значи пак е тука негде во полусвест. Добро, останал генот. Сега може нема да... Фаќа ритам, тоа е сум сигурен. Добро, може нема да стане раперка, ама може и да стане, не се знае. Види, тоа е идеализирање на дете е многу меч со 2 острици. Да, затоа што сум работел и со деца и преку кендо и преку било што. Има случаеви, за жал, каде што родителите ги идеализираат, се бараат себе во децата или им наметнуваат нешто што они или били успешни или не били успешни во тоа и ствараат 90% од случаевите ствараат одбивност кај децата. Да. И јас мислам така. Да, и децата толку многу се менуваат што во еден момент може сака да рецитира, утре ќе сака да црта. Да. Или да така спортува. да дадено и е слободно да види све, да види што прават нејзините родители, да се запознае со све, она знае све, ама не е ништо, знаеш, она викаат од мали, не е ништо бутано, као мора да доеш да гледаш кендо, да слушаш тато ќе ти пише песна, ќе ти направи ова, слушај тато што правил, види мама што прави. Не. После кој ми е татко, знаеш ти? Не, ти види тие работи у животот, знаеш, сама сакам да си ги дознае. Да. Други да изборат, нема потреба да изборам јас. Тоа е уште полошо. Во диско нема да ја пуштат, мене ми е татко LD пистолера, добра, ајде влез. Па диско татко и не бил нешто кој знае колку многу главен, али вака сегда.
се надевам дека ќе има На почит некоја- од луѓето кај што треба. На некој рап бетл може ќе ја пуштат да помине Нема да се како. осмелат. Може, ама со татко ти ако дојдеш. Да, Вака сама фристайлот не ми е те- света работа, рецитирам многу често до ден денес. Супер. И секогаш мислам тоа најдобар се е луѓето го кажале. Јас никогаш Да, не да, би јас така кажал за слушнав, себе ти дека не сум си најдобар кажал. во нешто, само би им порачал на сите. Знаеш, фристайлот не е баш осетлива работа, не би рецитирал сега во ниеден случај. Не, Плюс ти да ни имаш барам. и камерман тука и уште некој, нема шанси, не отварам уста. Многу често луѓето ми викаат, ајде, као стаи жетонче, почни фристайл. Не е така, уопште не е. Треба да кога си опуштен, да има атмосфера. Да, и сега негде треба да, стварно треба да кажеш, ете те викнале MTV да те снимаат и баш заради тоа и sad треба да кажеш некоја рима таму, али у принцип, кога има уклучен уред за снимање, се кочам. Да. Мислам, ја рецитирам фристайл, ама не е тоа. Кога е све сличано, онда знам дека никој не слуша, дека ќе остане тука во моментот и тоа е тоа. И ова го знаат моите блиски и мене ми е доволно да остане таму. Да. Фристайл, Или некој да ти батл рап, скрие камера. не се знам. батл рап, сме го правеле тоа како деца на некој начин, не бил буквално фристайл батл рап, ама како зрееш и како старееш, врие у тебе, сакаш пак нешто такво слично да направиш, али гледаш повеќе да бидеш избалансиран, тоест како што старееш, небитни работи тргаш од себе и тоа е тоа. Плюс ние во текот на овие 20 години, знаеш, све можело да се случи, не се случило ништо ептен, трагично или лошо, па сега ти да лично за твојата кариера да треба нешто да смениш, Да. така да си остануваш на тоа и едноставно го гаиш патот што си го направил, би рекол. Фристайлот мене ми е пат, знаеш, она. Супер. Тој си, те препознаваат по тоа од кога си почнал, така да нема бегање од тоа, како да ти кажам, тетовирано ти е. Само од камери бегаш и во убава Не бегам од атмосфера, камери, може, не не кам се да зезам се. вака најуедна реченица. Не можам да рецитирам пред луѓе што не ги познавам или што сум ги видел 2 пати или пред камери и луѓе што се дојдени само за чекај ќе те снимам. Да. No. Плюс и може така некој да Бриши. се Се навреди, дешавало, веројатно. бриши. Да. Да. Добро. Не, сега не се Тоа ова ти да е ти као кажам некој е да те снима снимано. додека се молиш, така свати го. Добро. Некогаш ќе те снима, да, ако е нешто официјално, да, ама не треба да те снима никој. Тоа ти е тебе свето и Па твое. јас и така тоа е си тоа. го разбирам. Супер. Она што си го снимил како песни, многу голем дел од нив се останати. Ете, деца на транзицијата на самиот почеток, затоа што таму има светот, па некако ми беше логично. Чија си... Има и на други еден песни што го ден- врти светот, ама не си чула. Ке те подсети перо. Добро, да, Продолжи. веројатно. Се шалам. Ќе ми кажеш, па после Ќе ќе го додадеме, обавезно Океј, да го океј, има тоа. океј. Сега, кај нас, конкретно во Македонија, ни се случуваат некои движења кои што се за сите нас се лични и мислам дека еден ден песната, не знам, јас сигурно сум плачала на текстот, сестра ми исто и секој кој што има некој во странство. Сестра ми исто. Сестра ти е сигурно најмногу од сите, ама генерално како правиш текст? Дали го создаваш затоа што тебе ти е нешто битно, како во овој случај, или сакаш да е нешто со кое што ќе се поврза целата публика? Има еден рапер, Joey Badass се вика, и има стих Funny how I write the most when I know my feelings wrong. И вика као може да пишувам највише и најокей кога не ми е добро. Знаеш, луѓето кога патат или кога се во историјата кога биле поробени или угнетувани, тогаш се развивале најголемите култури. Пошто тогаш немаш више што и луѓето од мака прават ствари. Истото и еден ден, значи еден ден е песна што е напишана од моје лично чувство, нели нормално, побудено од тоа што сестра ми се заминува од тука и е песна пишана буквално за 30 минути, ете за таа ќе кажам дека е пишана буквално
за 30 минути, затоа што е нешто што ти доаѓа и само ти треба да го преточиш во рим. Тој еден ден за ова ќе чуе мојата внука и ќе знае зашто она е таму, а јас сум уште тука. Ќе ме боли и многу ќе ми фали, а љубовта е поголема од сите океани што не делат. На крајот сликата ќе биде цела, душава полна е велат, но зашто сите се селат еден ден? Се надевам ќе сопре тоа што не тера да си одиме сите од родно Скопје. Ме погоди моментот, они до ден денес не се тука. Ме погоди моментот, нормално, најблизок член од фамилија ти оди негде. Јас сум поет, би рекол, што преку рапот ги пушта своите стихови и ја напишав еден ден. Еден ден е песна што многу луѓе се пронајдоа во нејзе, многу луѓе плачеа на песната, ама би рекол и доста луѓе ја искористија како против, знаеш, против моменталната ситуација во државата. Тоа ми беше на некој начин поентата, меѓутоа ја одам и многу поназад во песната неголи во тоа што било само во тој момент. Да. Значи, луѓе си оделе тука од увек, не си оделе од сега. Значи, ние и од секогаш си оделе луѓе од Македонија. Песната е за сите нив. Не е само за сестра ми, што си отишла тука, е за сите тие. До ден денес, од кога излезе на песната, сите имаме блиски што веќе не се тука. Отидени се, од кога излезе на песната до сега. Само се во странство. Да, тука се само се во странство, точно, да, ето така. Така да еден ден е сентиментална химна за кога некој ти отидам во странство. Печалбарска рап песна, да ја наречам и Параходот. па, и би рекол една од најдлабоките песни што сум ги, може ако не и најдлабоката што сум ја напишал во животот. Да, Плюс тоа само интересно што се роди внука ми Да. и мораше одма оние да одат и, знаеш, не е баш кул. Ти недостасуваш, а не Па, па тие апсолутно. моменти сакаш да си Мислам, присутен. знаеш, си оди, некој си оди, остануваш ти тука со твоите и нив им оди некој, не ти оди само тебе, ме сваѓаш, ти им остануваш тука, така да веќе ти си тоа е. Животот Добро. е таков, дај Боже супер им е, така да се живи и здрави. Им посакувам на сите да се најдат негде среќата и да немаат потреба да пишуваат песни како еден ден. Добро, и тоа дињето вака кога ќе помине одреден период, сваќаш дека можеби е и добро затоа што не секој може да се оствари во Македонија како што може да се оствари во друга држава, ама веројатно во моментот кога човекот си оди е стварно тешко. Па и тешко кога ти е недостасува, општо, види кога си оди некој на гости кој ти бил ти е тешко некојаш ако си проаѓал добро со него, а камоли кој ти е фамилија. Иначе право си да како проаѓа времето во нашава држава, сметам дека они не треба да се вратат, а не нивниот развој таму, знаеш, да го знам нивниот развој таму или пат во тие 10 години ќе можам да одлучам за таму, ама за тука, пошто сум тука, знам дека они не треба да се вратат. Никогаш. That's it. Колку и да е тоа сурово. Добро, верувам дека ти е такво чувството и добро е затоа што барем знаеш дека Посакувам, мислиш дека длабоко во себе си. посакувам да дојдат, Да. меѓутоа борбата на мозокот и срцето, сите ја знаеме, кога ќе го победи срцето разумот, сите патат. Така е. Така да се надевам дека они го победиле срцето и разумно размислуваат како што треба и сите ние, нели? Што не значи дека јас имам нешто против држава, јас сакам, тука сум. Ама не е здраво место за растење деца. Да, сега кога имаме деца, нели различно малку размислуваш за одредени Па добро, работи. малце поразлично, Да. не дека претходно било јас нешто да. друго. Ако си малце поемпатичен и соживуваш со сите, може ќе се приклучиш и у нивните чувства и ќе сватиш како го јадат. А од кога ќе ти се деси тебе, ќе сватиш ти како го јадеш. Така да, тоа е некој круг што едноставно мислам дека кај нас е и рапидно брзо се движи и кој успее да излезе од него, си ја бара среќата негде надвор. Би сакала да те прашам за чија си, која што можеби како љубовна песна е најнекако популарна, како се случи таа Можеби. соработката, имаше низ цел град на билборди, на телевизија, каде се не, затоа што беше соработка или со Со Техом, така, Тихо. со Како тоа изгледаш? Тоа беше првиот предизвик каде што јас како хип-хоп артист се судрив со, да речам, комерцијалната музика. Со нешто што ќе биде надвор од мојот домен, прв пат во животот. И беше многу сериозна ствар, пошто е за сериозен проект и ни беше доверена на мене и на Гоце.
у принцип јас и Гоце, јас општо, за поголемиот дел од работите гледам да ги направам на мој начин. Значи, без разлика што и да е тоа, ако ја мојот начин го внесам во тоа ти што ќе ми го даеш да го направам наменски, ондак сме окей. Ако ми го кажеш да го направам наменски на начинот на ти како што сакаш да го направам, ондак не сме окей. И тоа пробувам да им го објаснам цело време и на помладите и на луѓето што дошле, знаеш, луѓето од тебе очекуваат да им кажеш, да ги советуваш, ти пишуваат да им враќаш. Не е да така тие ствари. Лесно достапни луѓе сме, може било кога да направиме муавет со секој. Секогаш им викам да не си ставаат граници. Во тој момент ја не стев граница. Чија си е една од најлегендарните песни на секако Славе Димитров. Ти ја доверуваат тебе и на Гоце да направиш преработка. Нито име не те знам, а со тебе имам план уште пред да те запознам. Твојот свет е малку различен од мојот, поинаков ни е сонот. Ти си сила, јас сум комот, знам ке си ми единствена на светот. За кого би го дал животот, само со тебе во него и никој друг. Чија си, на кого радости му носиш? Преработката ја направивме на начин што јас и Гоце сакавме, јас и Гоце ја правевме заедно, текстот си го напишав апсолутно сам без никакви влијанија од страна. Знаеш, кога правиш за поголема компанија нешто, очекуваш дека ќе има надлежност. Ама ако во старт им кажеш како сакаш да работиш и они се сложат со тоа, ондак си послободен. И тие добиваат да, повеќе. плюс ја направивме, знаеш, од ги правам од љубов песните. Чија си е песна од љубов, да, љубовна приказна и си има приказна, песната има приказна нормално, чија си. Не може да биде нешто друго освен љубов. Љубовта го врти светот, ета на крајот од денот. И ја снимивме песната, нормално треба да ја чуе Славе, треба да ја чујат луѓе од маркетинг агенција, тие што треба да одобруваат, трето, четврто. Прво ја одобривме ја и Гоце, после ја одобрија они, се деси што се деси, дојде од Словенија некој режисер и прв пат се соочив во животот со снимање на спот со рил продукција, знаеш, 2-3 дена снимање, носење натаму нааму. Бардовци куки ти држат чадор незгодно, ти го замолувам девојчето да се тргне, си одиш од сет, зашто не си ти тоа, ме сваѓаш, малце посериозна работа, ама кога ги поставуваш условите и има заеднички јазик со продукцијата, онда ќе кул. Супер. Спотот нема што да го коментирам, спотот е тоа што е, али песната како песна толку ја засакаа луѓето што е многу чудно. Има некои песни што ти, знаеш, ка нацрташ нешто слика и правиш изложба од 10 слики и викаш абе ова. Онак. Ја ставам, добра ми е, ама може и боле. Сите за таа ќе се закачат. Да. Значи сите, тоа се дешава со Бонус трака рецимо. Да, Бонус да, трака да. е најонака песна мене ако ме прашаш од MC и од продукцијски од секој аспект. Па, Излезе спот малку поразличен, ритамот заразен, толку човече нема послушана песна. Собрана цела екипа следи рап од чумата само тврдо до крај. Па со калибар барикада коњакот го добив. Гледај ваму тибе копи, јадам шопска салата, после лесковачки рости со енергија. Позитивен како Red Bull, слушни рап, Бонус трака вози лудо, паси мрсу неверецка. Втората ера е Бонус трака, сакал е. или не кел. Јас така ги гледам работите. Јас Многу чудно. кога работев во Сител, снимателот со кој што соработував, беше рапер и голем фан ваш. Значи, Бонус трака ја слушавме од Скопје до Кратово, одевме на пат тогаш за таму нешто да работиме цело време. Така што така се изложи. Значи, луѓето кои што ја слушнале не можат да ја извадат од глава, така да се слагам дека исто така едно. Не, видиш што е работа. Не е лесно, сите викаат Хип-хопот е таква музика, малку егоцентрична и луѓето многу знаат да судат, да ти кажуваат, али како што кажав преска, како што созреваш, не ти е битно што ќе кажат оние, туку ти е битно ти тоа што ти го дале да го направиш на твој начин најбољи. И едноставно ми успеа таа формула и ја терам до ден денес. Не си сам и цело време додека зборуваш и за Гоце, зборуваш и за Страйк, зборуваш и за многу други луѓе кои што се дел од тоа што го правиш. Сега, значи, најпознати движења рап се Легијата и Гринаут, кои што мислам дека сите што ќе нас слушаат или барем што тебе сакаат да те слушаат, ги знаат. Можеш ли да ми кажеш како се избирате меѓу себе? Дали тоа треба да сте друштво, да се знаете или си го препознавате квалитетот и така почнувате да работите? Легијата е создадена прво од друштво,
со нормално исти рап интереси, зборам љубов према рапот, не некакви интереси било какви други. Кога сме кај легијата, јас сум последниот член што е влезен директно во легијата. Значи легијата е бенд од 9 души, почнува да работи 2000-ти години, да речеме, Джака, Страйк, Гоце, оние основаат. Во 2004-5 година се појавувам ја у цел тој филм преку Страйк, пошто јас Страйк ми е другар цел живот од мало. И знаеш, она се најдов во момент во животот кога си реков, ми се десија неколку работи малски со луѓето со кои што да речам бев. И она си реков, па брат, дали ти треба тебе ово у животов, ме сваќаш за рап, а рецитираш, сакаш, и Страйк беше човекот што ми рече, нема шанси ти да останеш така, те носам да те упознам со луѓе и така почна све, ме упозна со Джака, со Джака, со Чаки. То душа јас со Чаки веќе се знаев, али Страйк беше линк, пошто он веќе беше и со нив, ај ме знаеше и мене, и не спои. Легијата природно се изгради. Ние се дружевме цело време и снимавме. Тоа ни беше животот, да се дружиме и да снимаме рап. И се деси што се деси. Green-Out е нус производ што се деси од легијата. Јас тоа не се споивме така природно на самиот почеток на втората ера на легијата, би рекол, пошто легијата има еден издаден албум рани 2000-ти со постари членови кои што не се веќе, и има уште 2-3 од кога сум јас, да речам, и Блажеј во легијата и натака. Се деси што се деси, не сме снимале ништо одамна, малтене и не постоиме, ни се деси модерен проблем кој што се случува сега. Да, тоа е нормално кога се така големи е, работите колективи. што се исхендлаа, работите што не се исхендлаа се тамо кај што се. И тоа е тоа, сакам да живеам со причата као легијата, дека е една легенда што постојала у градов и некое движење што направило да почне нешто друго, знаеш, како што викал Тупак. Ја може нема сменам светот, ама ќе спаркнам таа идеја што некој утре ќе осмени. Така да сакам да се осеќам за Green-Out и за легијата така, како нешто што било природно споено и можеби природно се распаднало на некаков начин. Тоа не е никогаш до крај распаднато. Да. Едноставно не функционира. Како и секоја машина може да работи 20 години, 5 години да не работи, па уште 20 да работи. Да. Или деловите добро да работат. Апсолутно. Од тоа што остана сме јас, Ронин и Страйк, би рекол, еве ќе го спомнам и Брус, некои не се во држава веќе, другите не знам што прават во животот, така да ние сме тие што уште го не може да умре тоа или да биде заборавено, затоа што додека сме јас, Страйк и Ронин, па би рекол и Гоца на сценава, и Джака и Брус, тоа ќе биде одржано. А сте присутни, тоа како? И вака кога некоја слуша твојава приказност од млади години, те препознал Страйк, кој што бил и е тој што е во таа област. На некој начин ми го покажа патот, да, знаеш, ја бев препознаен од него, мислам ме знае цел живот, ама знаеш, она некој кој ќе рече не вреди, дојди на право место и кој ќе кликне, тоа се деси. И сум им апсолутно благодарен и ќе им бидам до крајот на животот, пошто е тоа некој шанса што некој ти ја пружа. Така е. Истото што ми се случи и во Баду. Значи, ја вечно ќе им бидам благодарен на Шуци Ноли за шансата што ми ја пружи. Сега во животот секогаш шанси ќе ти се пружуваат. Ќе ти се пружаат, што ќе искористиш до тебе. Здраво, Симона, што го врти светот? Здраво, Јована, за мене храната го врти светот. Логично кога доаѓа од нутриционист. Неколку кратки прашања ќе ти поставам, одбери тоа или тоа. Овес или чија? Чија? Цезар салата или бургер? Цезар салата. Кето или хроно? Повеќе хроно. Добро. Хроно диета, која што многу е популарна и претпоставува јадење доминантно протеинска исхрана. Има верзија која што е веганска или вегетаријанска, но генерално најголем дел од луѓето едат само месо, салати во текот поголемиот дел од времето. Дали е ова добро? Има многу малку овошје. Дали е правилно да не се внесува овошје? Апсолутно не, значи
Многу често тоа го гледам и од клиентите, многу се збунети во однос на овошјето. Да. Има некоја најголема лоша забуна популярност. околу овошјето за нешто што ти го дала природата како природен десерт. Значи да не се мачеш, да не готвиш ништо да не треба да правиш. Прво околу овошјето има забуна, нели се тоа шеќери. Океј, се шеќери, меѓутоа се и многу други работи, како витамини, минерали, антиоксиданси и милион работи што му се потребни на вашето тело, на твоето тело. Од друга страна, нели овошје не се јаде навечер. Овошје се јаде навечер и се јаде во било кој дел од денот. Сега има различни типови на овошје, со различно ниво на гликемиски индекс, со различна количина на шеќери, на вода, некои се покалорични, некои се помалку калорични, некои се помасни, некои се помалку масни. Меѓутоа, секое различно овошје си има различна функција во Така. нашето тело. Не е исто 10 боровници и 10 банани, веројатно. Апсолутно, една банана има околу 120 калории, што Така е. не е многу. И луѓето многу често бананата ја сметаат за најзабранета. Не јадам банана да не се здебалам. Бананата има толку многу калиум кој што е здрав за срцето, значи има антиканцерогени состојки. Во принцип се препорачува да баш имав уствари пост на оваа тема, што беше многу интересен, дали треба да се јаде зелена, зрела или она црна банана, Да. што најчесто ја фрламе. И бананата во сите три различни стадиуми има различни својства. Кои што се добри за нас. Да, например, кога Yes. во сите комбинации е добра. Кога станува збор за зелена банана, таа има најголем број на нерастворливи влакна, исто така и растворливи влакна. И затоа е нели најтврда. Се препорачува за лица кои што имаат проблем со диареја, да речеме, во тој период. Да, и за децата ја даваат, деме како видиш дека нешто се случува, дај му Зелена бананче. банана. Да. Кога има кафеави дамки, станува помека и тие влакна кои што се растворливи во вода, се раствараат во самата содржина на вода која што ја има бананата. Меѓутоа, тука повторно бананата е многу здрава, поблага е, позрела е и има одредени повисоки нивоа на антиоксиданси кои што се многу здрави за нашето тело. Додека ние најчесто сите фрламе кога е она баш црна и кога е мека, тогаш има најголема количина на шеќер. Меѓутоа има и најголема количина на токму тие антиоксиданси кои што имаат антиканцерогени својства. И е повторно многу здрава и во таа варијанта е најмека, затоа што токму тие влакна кои што се растворливи во вода се веќе целосно растворени. И тука ја ставаме во банана бред или брауни или На некој начин си ја конзумираме, зошто да не? Да. Исто се добри оние увесните палачинки кои што лесно Да. се прават за 5 минути и за деца се супер Сите идеја. се дома и за нас, најадени. ама си се вадиме на децата, нели? Кога треба да се прават палачинки. Сега се повеќе млади од друга страна се соочуваат со проблеми со холестерол, со триглицериди. Зошто се случува ова? Не знам дали е ова факт или е нешто кое што го слушаме многу почесто од нашата генерација веќе да има проблеми со триглицериди. Па и исто како што гледам, мислам дека и статистиките така покажуваат, немам проверено. Во последно време младите исто така многу почесто се соочуваат со обезност, односно со дебелина, тоа што е факт. Тоа го Да. имам јас проверено. И кај децата е многу честа, меѓутоа и кај повозрасните. Да, што не било порано. Сега предпоставувам дека станува збор за моментот дека е на голем одмор. Најчесто сите деца купуваат што има наоколу. Најчесто не се некои тоа здрави избори и не верувам дека повеќето од децата си носат овошје за ужина како што можеби ние сме правеле во наше време, што не беше толку одамна. Сакам да потенцирам. Да се утешиме. Да, станува збор за тоа. Плюс гледам, например, дека и енергетски пијалоци се многу популарни со помладиве и некој начин на живот кој што може доскоро и не беше толку многу популарен. Друга работа, не пијат доволно вода.
Па да, ама и физичката активност и водата и сето тоа некако се намалува. Ајде вода ќе зборуваме, сакам конкретно да те прашам за водата, бидејќи има најразлични тврдења, нели дали треба повеќе или помалку. Ама физичка активност има се помалку затоа што работата е седечка кај многу луѓе, седат долги сати, па одат дома, најчесто забавата, дружењето, па и кај младите е на интернет, преку играње игрици, или се работи на вистина до доцна, се има втора, трета работа, па често луѓето веројатно не ни прошетуваат во текот на денот. Да, јас, ева, нели имам сега 2 деца и во мое време, значи кога јас бев мала, ние игравме до 4-то деление ласти, колку што се сеќавам, игравме Народна. џамли, народна, штркот бара боја и сите тие игри што сега јас кога ќе им кажам на моиве деци, им се фасцинантни, например за ласти. Скукање јажи, Скукање исто и вртење јаже. обрач. Предобро. Да, тоа било забавата, зашто не знам, не сме имале пристап до телефон, со тоа не сме имале ни пристап до информација, ама тоа што сме го правеле било добро. Да, ама и со другите деца за да се видиш, тогаш морало физички да се видиш, да отидеш некаде каде што има деца и да играш со некоја, тоа најчесто Да. значи одење, скокање Да, и не така можеш да натаму. му се јавиш на FaceTime на другарчето. не. Ако сакаш да се видиш, ќе одите некаде да си играте заедно или ќе одите во парк или. И така да му се јавише скапо, ама добро, тоа е друга тема. Да, тогаш беше поинаку. Се плаќаа минути и да ти титне, треба да не го фатиш, зашто инаку се плаќа. Да, сега е многу подостапно, но од друга страна тоа може да ги улежи луѓето. Но може и да најдат многу најразлични информации кои што се пак позитивни. Еве во делот, например, за водата што ја спомна, некаде пишува дека треба да се пие 3 литри вода. Некаде пишува дека треба литар и пол. Некаде велат премногу вода не треба да се пие. Некаде велат од вода нема лошо да ти се случи ништо. Што е точно? Да, со наједноставните работи има највеќе дилема, како овошјето, например, што го Овошје спомнавме, и вода, водата. да. Сега дебатираме дали е добро овошје и вода. Немој да пиеш вода додека јадеш, не пи вода пред јадење, не пи вода после јадење. Ладна вода никако. Ладна само вода не, млака. топла не. Вака. Кога станува збор за вода, сите си имаме многу различна потреба која што зависи од најразлични фактори, како физичка активност, висина, тежина, која сезона е и слично. Значи, многу често држам работилници за спортски тимови, најчесто за деца, ги држам на подмладоците, им кажувам нешто што е наједноставно на свет, а мислам дека сите треба да го практикуваме во однос на вода. Секогаш да си ја гледаш бојата на урината. Урината не смее да биде прозирна, меѓутоа не смее да биде ни темна. Треба да има некоја бледо-жолта боја. Има и други знаци кои што индицираат дехидратација, пример. Сува уста, сува кожа, главоболка е веќе посериозен индикатор на посериозна дехидратација и слично, меѓутоа ние возрастниците многу често ги игнорираме. Да, Сува еве ти ја за устата, себе, ставила бела. Те боли глава, Уморен написа си, апче. да, те боли глава, написа апче. Уморен си, написа второ кафе, написа трето кафе. А многу често дехидратацијата, пример, знае да предизвика и умор. Да ги решиме дилеми во околу вода. Пред јадење смее да се пие вода, за време на јадење смее да се пие вода и по јадење смее да се пие вода, затоа што на тој начин водата дополнително им помага на желудничните ензими да ја разградат храната, односно да ја подобрат дигестијата. Сега, многу често, а ова и често го кажувам, дехидратацијата знаеме да ја помешаме со глад. Центрите се многу блиску во мозокот и телото на 100 начини ни бара вода, ние сме зафатени со работа, упорно ги игнорираме. И наместо да пиеме вода, ние јадеме. Ние јадеме. Да, јадеме и си вика телово, дај, чекај малце, не ми дава вода, никако не ми дава вода, дај ќе му побарам да јадам, за тоа ќе стане. И во тој случај јадеш и повторно преку храната внесуваш некоја одредена количина на вода. Како ова... Да, ама јадеш, па ти се припива вода и си велиш, па после јадење не се пие вода, ај утре. Зашто јадеш најчесто кога си дехидриран, најчесто телото ти бара некој посилен вкус, ти бара нешто сладко или ти бара нешто солено или ти бара нешто да грицкаш како чипс или ти бара пица. Имам кратки прашања, ве молам дајте ми краток одговор. Пиперка ајварка или скопски јабучар? Скопски јабучар. Добра. Тежак избор. Да. Лабораторија или нива? Лабораторија. Добра. И слива
Модраслива или passion fruit? Одрасли. Професорка Ивановска, што го врти светот? Па, бидејќи сум јас или од земјоделски факултет, ќе кажам храната. Без тоа не можеме. Никој не може без храна. Јас и колешката одиме по селата. Значи, преку 500 села имаме поминато. Разговараме со луѓето, се распрашуваме кој одледува, нели, такви стари локални сорти, ги земаме по малку семе и колку имаме време, минатите 2 години имавме посеано пиперки, одушевени бевме од разновидноста, такво нешто нема во светот. Оваа година имаме поставено, речи си 450, некој не никна, ајде, нека се 350 примероци од локалните сорти граф. Значи, пиперче, графче. Да. Па тука ни е многу голем диверзитетот и тоа е интересно за нас за да го цениме. Да. И сметам дека преку тие култури може многу подобро да се промовираме во светот. Интересно ми беше, рековте, везена пиперка нема никаде Да. освен во Македонија? Да. Значи, една еве таква уникатна е везената пиперка, која што се користи само кај нас, се негува тука во Македонија. Имаме најразлични форми. Не само на лута црвена? Така, значи се што може да се замисли, феверона, гамбичка, долга, кратка, дебела, тенка пиперка, имаме везени форми од тие пиперки. Нормално во Скопје ретко тоа не може да се најде, ама по селата ги има. Уникатен вкус, неиспитувана вака да речам, нели, хемиски, кој знае што, или геномски неиспитана, можеби некои чудни гени има внатре. Ќе видиме. Ќе то знаеме од како ќе ги изедеме па, сите да. 400. Меѓутоа, исто кај гравот. Значи, ние објавивме една таква книга со фотографии од нашата колекција и таму имаше преку 550 зрна, фотографии од зрна кои што се разликуваат по боја, шара, големина, да речам и така. Значи, ако тргнете така по селата, луѓето си одледуваат на различни форми на граф. Тоа сакав да кажам како ги дознавате, ви кажуваат, ово има друга. Од куќа на куќа, малце тешко, нели, ама ете, до сега почнавме да собираме во 2014, 10 години, значи до сега имаме една колекција од преку 8000 примероци од различни култури. Значи ние не собираме само тоа, го прашуваме човекот што се старо има. Некогаш луѓето се престрикни што не гледаат, бидејќи им е жал нешто што им е оставено, нели, од прадедо, да немаат на кого да го остават. Бидејќи кај нас реалноста е дека децата си одат надвор. Децата си одат, да. А вака вие ќе ги зачувате, па некој ќе се заинтересира. Па барем нешто. Ние, значи, праќаме копии од тие примероци на чување во Холандија, бидејќи тоа е сериозно скапа процедура, затоа си е потребна посебна институција, многу вработени, огромен буџет. Македонија тоа го нема и генерално да имаме, например, ние селекцијски куки, да, во тој случај би го чувале тука, пошто тие би биле заинтересирани да го користат. Ама ние немаме селекционери овде. Па немаме, зашто земјоделство ние гледаме многу. Се е на пониско ниво, да, не може да се работи наука без никаков буџет. Точно, се слагам, меѓутоа и не се запишуваат веројатно студенти кај вас, затоа што сликата за тоа што е земјоделство во Македонија и во Холандија е комплетно различна. Кај нас замислуваме некој кој што е тешко му е со пари, не може да продаде, не може да заработи. Постојано на вестите, на телевизиите гледаме земјоделци кои се мачат и младите си одат, се жалат дека нема пари. Тоа не е лесна работа, меѓутоа никој не размислува дека земјоделството може да се работи како наука. Баш го дискутиравме на видео кај што излезе еден млад човек во некој магазин, произведува во вода марули со многу мал трошок, се реобновува. Хидропоници, нели, како можно. Краток циклус, марулата за часки ви порасне. Па и тој тоа го кажуваше, веднаш расте, се сече, се продава и цела година јас си правам марула. И тоа беше споделено
на сите социјални медиуми, сите го гледа, додека од друга страна кај нас, наместо да гледаме такви примери повеќе, сега ова беше еден од многу, или примери за банки, или за наука во храна, што може да се случи, што е напредокот, заштита на нашите сорти, убавината на сите тие везени пиперки, ние го гледаме, нели, само има ли земјоделци кои што добро живеат и има ли зошто младите да се запишат на земјоделие? Тоа ми е прашањето во однос, на пример, еве на Македонија. Не само земјоделие, земјоделство, туку и во делот на правење на фабрики, различни сорти, семиња, чување. За жал, кај нас синоним за земјоделство е, нели, кога ќе помислите така слика на човек, испотен, наведнат, копа, Да. што е далеку од сликата на денешното земјоделство. Далеко од вистина. Значи, на запад тоа е фармер на најнов тип на трактор, комбајн, што иде во лабораторија, во последен збор на техника штала, да речеме, нели, за одледување не е ни штала, таму веќе не ги ни одледуваат во штали, него се пуштени надвор на пасење. Па имаше и Дупли трактор кој субвенции. што поише повеќе од некоја скапа кола. Така, значи тоа се сериозни вложувања. Јас секогаш велам дека за да се добие профит во земјоделството, мора да се оди на поголема површина. Ако мислат луѓето дека ќе добијат профит од градинчето, нели, дома што го имаат, може да добијат некои екстра пари како дополна на домашниот буџет. Меѓутоа, ако Или он за нив. размислува, нели, бизнис ориентед, тогаш он мора да вложи сериозни пари и да го направи тоа на поголема површина. Кај нас дури до таа мера имал некои луѓе што не знаат, не се обучени, а за жал многу малку од нив користат совети од науката. И ќе кажат, сакам да направам не знам колку хектари оранжерии. Оранжериите некако не ги броиме баш во хектари. Оти таму производството е интензивно и на мал простор се добива многу, нели? Да. Хектарите се за поледелските култури, за овошните, да речем. Значи, прво мора да сватат дека мора да вложат многу. Младите, исто така, би ги мотивирала да дојдат да се запишуваат на земјоделски, бидејќи ние им ги кажуваме сите новитети. До нив е понатаму, они да си отворат, да си следат, еве и дури од кога ќе завршат факултет, да следат што е ново во светот, па да реши он да отвори некоја таква компанија, таква оранжерија, да Ама започне еве и со производство. семињата е класична трговија, зошто да не? Што и да е, но едни од најбогатите фирми во светот се компании кои што произведуваат еве сорти или тргуваат со земјоделски материјали, со семиња, со хемикали што се користат во земјоделството, нели и така. Значи, дури да немаат пари и да одат надвор, пошто верувам дека на голем дел од нив тоа им е крајната цел. Земјоделскиот надевам, факултет е секаде признат и добро проаѓа и веднаш ќе најдат работа. На запад, за млади со завршен земјоделски факултет, веднаш ќе најдат работа. Што го врти светот? Светот го врти храброста да си го оствариме сонот. Сметам дека сите луѓе имаме некаков сон, сонот ја вози иновацијата, меѓутоа ако не пробаме да си ги оствариме соништата и ако не веруваме и даваме максимум во тоа, нема да има иновација и нема да се врти светот така како што се врти денес. Се што е ново, стои позади се што е ново, стои некоја иновација и некој сон. Супер звучи ова. Многу добра поента, до сега не сме имале баш како таква споделена. Сега ќе ти поставам неколку прашања, пробај кратко да ми одговориш со избор. Прашањата се: податоци или интуиција? Дефинитивно податоци. Добра. Скопје или Лисабон? Скопје. И вработен во компанија или собствена компанија? Би рекол и двете. Добра. Клучно е да бидеме среќни таму кај што сме и да имаме средина каде што можеме да растеме и да бидеме среќни и да се чувствуваме исполнети. Добра поента, затоа што во оваа насока имаше многу интересно нешто што го слушнав. Вели,
Ако имаше само менаџери, како ќе имавме фудбалски тимови, како ќе имавме сон некој да стане фудбалер, кошаркар, добар вработен кој што ќе биде звездата во компанијата и така натаму. Така што добра поента е дека секој треба да открие зашто е. Дали е за да биде менаџер или е за да биде вработен кој што ќе биде нели онака excellent во својата работа. Видете, компаниите не се само основачите. Компаниите се сите луѓе кои што се дел од компанијата и всушност како што фудбалскиот тим е целиот тим заедно со менаџерот, така и компаниите се сите луѓе кои што се дел од компанијата. Затоа јас секогаш сум бил среќен и сум давал максимум во средината кај што се наоѓам и сум гледал да извадам максимум од можностите кои што ми се пружаат, без разлика дали сум бил вработен или сум како денеска основач на компанија. Пате ми тоа што е денеска Data Masters е еден сон кој што потекнува од компанијата каде што работев предходно, така што не ми менувало во тоа време дали сум основач или не. Важно ми било да се изгради компанија која што во Македонија ќе работи во областа на data science и вештачката интелигенција. Помеѓу Скопје и Лисабон постојано. Едва и те начекавме овде за да распрашаме тука што имаме да те распрашаме. Кажи ми како изгледа таа динамика на живење и зошто баш Лисабон? Така. Мојата поврзаност со Лисабон е веќе 10 години. Кога прв пат се преселив во Лисабон и го почнав мојот мастер во менеджмент на информации, тоа е баш областа која што денеска ја работам, на еден факултет кој што дури кога да бидам искрен, иако го одбрав и направив голем чекор да се преселам, не очекував дека е толку напред во областа, бидејќи е факултет формиран 91 година, кој што е според името факултет за статистика и менеджмент на информации. Значи уште во Португалија уште пред 33 години се мислело да се родам. Се мислело на тоа како ќе се менаџираат податоците и како ќе се вади вредност од самите податоци. Тоа не е ниту IT факултет, не е ниту математика, ниту економија, него нешто во средина, каде што фокусот е да се и тоа беше и мојата цел да го најдам спојот помеѓу бизнесот и IT, кој што го студирав во Македонија и самиот факултет ми даде доста добро знаење. Во Португалија работев и на факултетот и во компанија. 2 години живеев таму, го завршив мастерот и се вратив во Македонија заедно со компанијата каде што работев, за да направиме компанија специализирана во data science во Македонија. Тоа е всушност некој сон за тоа што е денес Data Masters, меѓутоа за жал првата приказна не успеа, бидејќи не можевме да го добиеме оној раст кој што беше потребен на компанијата каде што работев, па затоа и 2018 почнав самостојно заедно со партнерот Дарко и влеговме во нова приказна која што е денес Data Masters и 5,5 години веќе си го стваруваме сонот на некој начин. Португалија ме врзуваше до 2018 се до пред 2 години кога добивме веќе потреба да нашата мисија на некој начин е да го извадиме македонскиот бренд од Македонија и да пробаме да го прошириме во Европа. Пологично ми беше од било која друга држава да отидеме во Лисабон, каде што добивме сериозна поддршка и од факултетот, каде што студирав. Веднаш ми понудија да бидам асистент на некој од предметите кои што се таму, особено во тоа што ни е пасија и го зборуваме константно, тоа е примената на data science во бизнисот и не само техничкиот. Сега како асистент таму? Да, и затоа сум навакана, така сега имам часови, па морам 10 четвртоци да бидам во Португалија, затоа што секој ден имам часови со физичко присуство. Нема повеќе хибридно учење, па морам да бидам таму, а дополнително и приказната на Data Masters ми е дополнителна и првична мотивација да бидам во Лисабон, затоа што го градиме брендот таму. Имаме огромен клиент со кој што соработуваме и чекор по чекор си ја градиме приказната и во Лисабон.
Мене ми е интересно дека обратното се случило на крај, бидејќи нели не успеало со португалската компанија овде да се оствари тој твој сон, ти одлучуваш не, ќе почнам сега од македонска компанија, па ќе одам во Португалија и тоа ми е баш интересно во една насока што и ти ја спомна дека е важно да градиме наши брендови компании кои што ќе ги извезуваме понатаму надвор. Апсолутно. Значи, ние имаме и добри факултети, и добра едукација, и паметни луѓе излегуваат од Македонија. Идејата е, ако можеме да направиме бренд кој што ќе биде компетитивен во Европа, Северна Европа, Западна Европа, во Америка и така натаму, ако веќе имаме многу компании кои што доаѓаат и имаат сериозни развојни тимови во Македонија, зашто да не извадиме некој бренд надвор и да покажеме дека можеме и ние да се бориме во фудбалски жаргон во лигата на шампиони со големите компании надвор.